почна да чекори со развиените земји дури откако реши да се децентрализира. Сега заеднички жителите и општинската администрација одлучуваат во каква средина ќе живеат. Дали тоа ќе биде неразвиена или напредна и современа општина. Преку 3 проекти во последните 12 години со вложени околу 30 на милиони долари од Американската агенција за меѓународен развој. Комплетно се промени сликата на денешна Македонија. Процесот на децентрализација навистина допринесе за развојот на општините и за развојот на Република Македонија. Директните проблеми на граѓаните се разрешуваат на она место каде што и настануваат, тоа е на локално ниво. Евидентно е дека се направени големи промени, односно дека дел од активностите се максимално поедноставени. Еве во овој 12 годишен период, почнувајќи од 1999 година, се досега со задоволство можеме да констатираме дека на истекот на овој проект на USAID дека многу резултати се постигнати. USAID ќе биде со најсветли букви испишан сигурно во овој процес на децентрализација на властот и секако тоа е историја и за Македонија, сигурно прилогот на USAID кој што го даде е бесценен. Значи прекрасна работа завршија и во делот на охрабрување на централните власти да се развластат, но и делот на подготовката на локалните власти да ги прифатат сите тие надлежности. Значително постигнување на проектите за локална самоуправа е токму промената на свеста кај луѓето. Сега сите гледаат во иднината. Исчезнаат традиционалните табуа. Општините ги отворија вратите за сите. Ме радува фактот што се повеќе се и граѓаните, па и стручните луѓе ја сваќаат потребата од локалната самоуправа и сваќаат дека таа се повеќе е фактор во функционирањето на државата и го бараат своето професионално ангажирање токму во локалната самоуправа. Сме во тренд, значи да докажеме дека може, значи да се направат вистински реформи, да таа свест, значи да општините станат сервис на граѓаните биде доминантна во општина Госивар и во другите, значи општини во Македонија. Со примена на модерните системи, општинската администрација стана функционална. Проектите на USAID за развој на локалната власт го унапредија спроведувањето на општинските надлежности. Финансиското работење сега стана многу подомакинско. Само на платата на даноците на имот на ниво на сите 84 општини се зголеми за речиси 3 пати. Кога беше на централно ниво пред 2005 година, за државата не беше интересен со оглед на малиот процент во буџетот на Република Македонија. Апликациите за финансиски менеджмент и администрирање со даноци, како и техничкото опремување на оделенијата за финанси и даноци, овозможија да општините неколкократно ги зголемат своите предсе собствени приходи. Доприносот на USAID значи беше значителен во смисла на ажурирање на даночната база, особено значи евидентирање новите даночни обврзници. Успеавме за прв пат да се организираме како оделение на за даночно оделение и ги пуштивме првите решења. Процентот на наплата денеска е во Струмица зголемен 400%. Евиденцијата и за прво евидентирањето на даночните обврзници и евиденција на плаќањата беше оставена на маргините. Општините се прегнаа директно да ажурираат даночната основа. Еве денеска 2010 година, 2011 како и 2010 година, општината има од данок на имот вкупно 19 милиона и 200. Само за една година успеавме од 0 да стигнеме на 36,5% да се собира данок на имот. Ние успеавме за 2 години да зголемиме наплата на име данок на имот за 70%. Побогата општинска каса значи повеќе инвестиции. Апетитите за развој на општините постојано растат. Се вложува во капитални проекти, но собраните средства во буџетот често не се доволни. За реализација на развојните програми локалните власти мораат да почнат и да се задолжуваат. Дури 11 општини досега потпишаат договори за заем со добро подготвени планови за редовно сервисирање на истите. За посериозен пристап пред финансиските институции со помош на USAID. За прв пат во историјата на локалната самоуправа во Македонија 7 општини добија меѓународен кредитен рейтинг. Преку кредитирање локалната самоуправа ќе го уредува центарот на градот. Станува збор за еден огромен и капитален проект кој што навистина ќе го смени градскиот лик. Има општини кои решаваат проблем со улично осветување.
Тоа значи многу намалени сметки на трошоци на општина и тие пари може да бидат назначени на нешто повеќе продуктивно. Во последните 4 години од заработка со проектот за локална самоуправа на УСЕ, започнавме уште на самиот почеток со план за капитални инвестиции. И во текот на тоа беше започна да се изработи план за капитални инвестиции за општините во Македонија. Кредитниот рейтинг апсолутно е насушна потреба за идно задолжување на општините. И сите оние алатки за подобрување на управувањето со општинските средства придонесуваат за акумулација на повеќе средства. 7 општини во Македонија веќе се ножиат на светската финансиска мапа. Ваквите кредитни рейтинзи се потврда на финансиската структура на општините и сила на општините, но истовремено се можност да се решаваат многу побрзо проблемите на граѓаните. Општинската обврзница е уште еден инструмент за обезбедување на дополнителни средства за реализација на инвестициските програми. Овие обврзници ќе овозможат на општините да дојдат до поголеми финансиски средства, кои што понатака ќе ги отплаќаат на еден одложен период. Со нашиот кредитен рейтинг апсолутно сме подготвени да влеземе во било какво задолжување кое што во иднина значи и новите обврзници кои што општински можеме да ги емитираме. Ако општината на сите овие проекти одговори со своји пари, нема шанса да ги спроведе. Единствен начин е општинската обврзница и наоѓа и на неколку интерес со приватен партнер кој што ќе помогне во таа реализација. Голем број институции се заинтересирани за откупувањето на општинските обврзници, со оглед на тоа што општините се повеќе стануваат финансиски стабилни и сигурни дека тие средства ќе бидат вратени. Но само собствените буџетски пари се малку за комплетна економска преобразба на општините. Преку децентрализираната надлежност за локален економски развој се создадоа предуслови за поголеми домашни и странски инвестиции. По направените анализи за измена на законот за градежно земјиште, USAID обезбеди силна поддршка на сите инволвирани страни во целиот процес на изготвување на законското решение. Од 9 февруари годинава во функција имаме нов закон за градежно земјиште кој на општините им овозможува да станат вистински креатори на собствениот развој. Владата му даде на USAID мандат да заедно со ЗЕЛС-ите и со Министерството за транспорт и врски изработат стратегија како ќе биде префрлувањето и некој закон, кој што ќе биде прифатен од сите. Самиот закон го правевме во соработка со единиците на локалната самоуправа и USAID. Целата постапка толку се комплицираше за инвеститорите без разлика дали си домашни или странски, што многу од нив се откажува од самата постапка поради комплицираност. Идните домашни странски инвеститори на едно место ќе можат да го урбанизираат местото, да се јават на јавно надавање да окупат земјиштето, потоа да извадат и градежна дозвола. Значи сите оние процеси што се случуваат се до изградба на еден објект ќе бидат на едно место, односно во самата општина. Од почеток до крај, навистина целата работа ќе биде во општините и тоа од барањето на соодветното земјиште за одредена намена, која што сака да биде исползувана од страна на одредени потенцијални инвеститори домашни или странски до одобрение за град. Се чека 2 години за да се смени урбанистичкиот план и да се изгради деловно стамбен објект во една од населбите на општина Штип. Лавовската работа и за децентрализацијата на градежното земјиште ја заврши УСЕ. Значи тоа беа макотрпни состаноци. На секој ставка и на секој член од новиот закон за градежно земјиште тие дополнително охрабруваа извршна власт. Без разлика дали беше министерот за транспорт и врски или премиерот или некој од извршната власт. Тука е токму таа историска важност на USAID кој што се заврши. USAID ни донираше софтвер и хардвер на ниво на ЗЕЛС за продажба на градежно земјиште, до кој што софтвер имаат веб пристап сите општини во Република Македонија. USAID беше иницијатор на софтверот за електронска продажба на земјиштето. Сега имаме еден многу ефикасен систем кој во иднина ќе го користат сите општини кои ќе управуваат со градежно земјиште. Ми во прилика сакам да се благодарам за USAID што го поддржа изработка на ваков еден софтвер. Локалниот економски развој е една од клучните активности на локалните власти со цел подобрување на животниот стандард на граѓаните, но не се секогаш потребни големи вложувања за остварување на целите. Со минимални средства доделени преку 8 грантови на невладини организации во соработка со 14 општини се постигнаа големи резултати. Формиравме едно здружение на жените албанки за ракотворби, артизанати, веќе функционира одлично
имавме директна помош од USAID. Наместо 36 истеравме обуки за 48 луѓе. Навистина резултатите беа окей, значи луѓето беа задоволни. Имавме отворање на неколку компании по завршувањето на самите обуки. Со подршка и на USAID имавме повеќе обуки кои што се покажаа многу ефективни и кои што реално придонесува за забрзан локален економски развој на општина Илинден. Ова беше добар шекор напред и нашиве жени албанки да се интегрираат во општеството, бидејќи тие се половина од нашиот народ. Фактот дека вакви пренесување на странски искуства се одразуваат позитивно на пред се на свеста кај луѓето. Не само што ги обучуваме, многу битно е да градиме некоја свест конкретно за само вработување, за отворање нови работни места, не да чекаш држава да те вработи, не да трчаш да се вработиш во општина. Гужвата по општинските ходници значително се намали. Администрацијата стана подостапна и поефикасна. Креираните електронски системи дополнително ја олеснија комуникацијата со граѓаните. Пред 2009 година процентот на доверба во локалната самоуправа или на отвореноста на локалната самоуправа била некои 20 до 22%. По 2009 година и по преземање на низа мерки кои се во поглед на транспарентност и на отчетноста на општината, тој процент е некаде сега околу 38 до 40%. Зголемена е комуникацијата, информацијата и тука и поддршката исто така од страна на USAID во проектот и општина или општина. Граѓаните повеќе не ја перципираат општината како еден вид на затворен систем во кој што државните службеници едноставно само пијат кафе и ги шетат луѓето од шалтер на шалтер. Последниот проект, односно МЛГ, во соработка со ЗЕЛ се организираа 3 серии на обуки на општинска администрација околу транспарентноста и доброто информирање на своите граѓани. Во овој проект кој што се нарекува транспарентност, имаше уште една дополнителна алатка која што е врзана со пристап на граѓаните до општинските службеници и тоа е една алатка која што се вика пријави проблем. Граѓаните можат директно по електронски пат да ги пријават проблемите кои што ги имаат и тие да се решат многу побрзо и многу поефикасно. Ги прифативме со една доза на резерва, затоа што ова е сепак еден нов систем, кој што функционира преку интернет. Нашите администратори од тука секако во соработка со деленијата во локалната самоуправа одговараат на тие барања, одговараат на проблемите на граѓаните. На вистина ова е една од покорисните алатки која што ни е понудена од страна на USAID и која што можеме да ми ја понудиме на граѓаните и секако да имаме подобри услуги за нив. Поминавме низ една обука, за користење, за одговарање на прашањата, дефинирање на одговорите и мислам дека USAID ги направи супер работа, со тоа што ни го подари овој систем. Процесот на децентрализација не завршува тука. Ке има уште многу предизвици како и можности, но партнерите на проектот на USAID за локална самоуправа имаат капацитет да се справат со нив, да ги искористат и да обезбедат квалитетни и ефикасни услуги на граѓаните. Капиталните објекти кои што се гледаат во Струмица, но се гледаат и на секаде низ Македонија, се резултат токму на таа децентрализација на власт. Општините повеќе не се англиски кралици. Општините се вистински решавачи на проблемите на граѓаните. Пред нас имавме големи предизвици, имавме поставено многу амбициозни цели, но сега со доаѓањето на крајот на овој проект со гордост може да констатираме дека сите понапред поставени индикатори се исполнети, дека целите ги остваривме и уште повеќе сме задоволни со тоа што нашите партнери се задоволни.